Стопанствениците се загрижени за случувањето на Блискиот Исток, но се подготвуваат за секакви сценарија. Не сакаат да веруваат дека на лошото ќе дојде, се надеваат дека војниот конфликт брзо ќе биде надминат, во спротивно последици ќе имаат сите. Производителиве во земјава се зависни од снабдувањето на енергенси од местата каде се војните жаришта. Очекуваат инфлаторни притисоци кои не сметаат дека ќе бидат големи. За бизнисот овој пат е поважно производите да ги има отколку висината на цената. Ја не би верувал дека ќе има голема инфлација. Инфлацијата секојдневно е кај нас при рака. Се може че предизвика некој бран, повише посветувам внимание на ова што е континуитетот на снабдевањето. Не на снабдевањето, колку што на инфлацијата визави цените кои што би се зголемиле. Таа не би имало некој драстичен скок. Да немаме психолошко влијание да се набавува зали непотребно, затоа што робата дали е во маркет или од кај тебе дома, важно да ја има. Исто како и економистите, и од бизнис секторот со препорака. Во вакви ситуации важно е државата да не се справува сама, туку да се следат упатствата и од другите држави. Дали ние како стопанство, стопанственици, дали државата која ќе креира политики, треба да бидеме спремни, да бидеме умни. Утре регулаторна треба да ги соопшти новите цени на горивата. Стравот кај населението дека ќе бидат значително поскапени, деновиве ги наполни бензинските. На некои пумпи можеше да се забележи дека или не се точи одреден дериват, или количините се ограничени, што го отвори прашањето дали е стабилен пазарот. Премиерот Мицковски па кажа дека тоа се случува затоа што во пограничните градови на пумпите точат гориво и од соседните држави, каде е значително поскапо. Ние имаме огромно зголемено количество на трошење на нафта и нафтени деривати и можеби поради тоа во одредени бензински пумпи дошло до недостиг на количините. Берзите во петокот затворија со цена од скоро $93 за барел. Предвидувањата се дека може да се искачи и до $150 за барел. Кувајт и Емиратите веќе соопштија дека го намалуваат производството на нафта.